Драги колешки и колеги, добре дојдовте на моето предавање под наслов Фонетско-фонолошките предизвици при усвојувањето на македонскиот јазик како странски. Влијанието на мајчиниот јазик врз вториот, односно странскиот јазик што се усвојува, е предмет на истражување во областа на усвојувањето странски јазици уште од 50-тите години на 20-тиот век. Ова влијание, или уште наречено трансфер на првиот, мајчиниот јазик, врз студиот јазик што се учи, е истражувано и во областа на морфологијата, синтаксата, прагматиката, но истражувањата покажале дека трансферот е сепак најголем во фонологијата. Првото нешто што важи за која било настава по фонологија е дека е тоа можеби една од најтешките области, не само за усвојување, туку и за предавање и за оценување. Зошто? Затоа што станува збор за изговор. Изговореното нешто физички постои само во моментот кога се изговара, а потоа го снемува. Во таа смисла, предавачот мора да е исклучително сконцентриран за да го препознае местото на лошиот изговор и да го поправи тој што учи. Ова е област што не може писмено да се провери, како што се тоа морфологијата и синтаксата. Туку мора да се вложи напор за подробно слушање и реагирање на секоја моментална грешка. Се разбира дека изговорениот текст може да се сними и да се анализира поподробно, но познато е дека кога кандидатот продуцира говор во училница и особено кога е свесен дека е сниман, може поради трема полошо да изговори отколку што би изговорил во нормална ситуација. Еден од факторите за усовршување на изговорот на странскиот јазик е неговата блискост со мајчиниот јазик. Се смета дека влијанието на мајчиниот јазик е двострано. Карактеристиките што се слични за мајчиниот и за странскиот јазик полесно се усвојуваат, додека поголемите разлики во изговарањето на гласовите прават поголеми тешкоти. Тоа значи дека колку што се поблиски фонолошките системи на двата јазика, толку би требало да е поголема веројатноста изговорот да биде приближен или изедначен со нативниот изговор. Но истражувањата, а и нашите искуства покажуваат дека сличноста на јазиците во некои случаи не само што не помага, туку дури може и да одмогне. Затоа што колку што е поголема разликата, толку е полесно таа да се забележи и новиот глас правилно да се усвои. Минималните разлики честопати остануваат незабележливи за изучувачите и автоматски не се ни усвојуваат. Например, отсуството на некој глас во мајчиниот јазик може во некој случај да предизвика изучувачот особено да се потруди околу новиот глас и на крајот и правилно да го совлада, и обратно, ако некој глас го има во слична форма во мајчиниот јазик, изучувачот може да не се труди воопшто, туку едноставно да го потребува гласот од мајчиниот јазик, кој иако е сличен, сепак не е ист со гласот што треба да се усвои. За пример, да земеме изучувач со српски мајчин јазик. Македонското ќ и српското չ се слични, но сепак различни гласови. И веројатно е дека изучувачот ќе согледа разликата и ќе се потруди да го усвои изговорот на македонското ќ. Но разликата меѓу македонското л и српското л, например, која е далеку помала, но сепак постоечка, ретко кој ќе се обиде да ја совлада. Од друга страна пак, несовладувањето на минималните разлики воопшто не влијае врз комуникацијата. Од тој аспект не е ни штетно. Главно овие разлики се значени за оние изучувачи што сакаат да совладаат повисоко ниво на познавање на јазикот како C1 или C2. Сличноста на јазиците може да не биде од помош и во ситуации кога истиот збор го има и во двата јазика, но е со различен акцент. И во тие случаи на изучувачот му е потешко да го промени акцентот на веќе познат збор, отколку да научи сосема нов збор со се неговиот правилен акцент. Например, зборот заедница
го има и во македонскиот и во српскиот јазик. И многу е веројатно дека српските изучувачи на македонскиот јазик зборот ќе го изговорат со српскиот акцент, заедница. Но поретко ќе грешат кај нови зборови кои ги нема во српскиот јазик и кои ќе ги усвојат заедно со македонскиот третосложен акцент, како на пример тетратка. Некои фонетски слични гласови од двата јазика, мајчиниот и странскиот, дури може и да се бележат со истиот символ од меѓународната фонетска азбука, но тоа не значи дека идентично се реализираат во практиката. Така, на пример, и македонското и хрватското Ч се бележат со истиот символ од фонетската азбука. Но во практиката македонското Ч се чувствува како потврдо од хрватското, на пример, човек наспрема човек. Да не зборуваме тука и за алофонијата, односно она што во некој јазик се смета за позицијска алофонија, во друг јазик е факултативна и обратно. Така што дури ни позицијската алофонија во некој случај не можеме да ја земеме здраво за готово. Така, на пример, позицијското смекнување на Л во македонскиот јазик пред вокалите од преден ред, кое е специфично за голем број јазици, не е специфично и за албанскиот јазик. Например, кога на македонскиот збор фудбал ќе му се додаде множинската наставка и, Л пред и позицијски ќе се смекне, фудбали. Но тоа не е случај со албанскиот збор фудбол, кај кој, кога ќе му се додаде членската наставка и, Л не се смекнува позицијски и се изговара тврдо фудболи. Исто така, например, ако во рускиот јазик смекнувањето на консонантите во позиција пред вокали од преден ред представува позицијска алофонија, во македонскиот јазик тоа не е случај. Например, не со тврдо Н во македонскиот наспрема њет, со позицијски смекнато Н во рускиот јазик и така натаму. Некои истражувања исто така укажуваат на проблемот со перципирањето на туѓите гласови, што придонесува за нивни погрешен изговор. Докажано е дека доколку не се согледуваат фонолошките опозиции, зборувачите нема да можат да ги изговорат тие гласови. Таков случај е, например, кај кинеските или јапонските говорители, кои не можат да ја перципираат опозицијата меѓу ликвидите Л и Р, зашто ја немаат во мајчиниот јазик, и што е најинтересно, и кога изговараат глас кој е некаде меѓу Л и Р, така што честопати ниту предавачот не може да распознае за кој глас точно станува збор. Особен проблем, од сопствено искуство, представува непрепознавањето на опозицијата меѓу звучните и беззвучните опструенти во македонскиот јазик од страна на изучувачите со кинески мајчин јазик. Опозиција која што е инаку есенцијална за усвојување на македонските опструенти. Така тие не ја препознаваат разликата меѓу Б и П, меѓу Д и Т, Г и К и така натаму, што се одразува и во пишувањето на зборовите, па може, например, зборот четврток да го видиме напишан како джедвлдонг, зашто се мешаат звучните со беззвучните опструенти Ч, Дж, Т, Д, Ф, В, К, Г, а исто така се мешаат и ликвидите Л и Р. Еден од главните фактори што влијаат врз успешното усвојување на фонетско-фонолошките особености на странскиот јазик е и возраста на изучувачите. Се смета дека способноста за совршено усвојување на туѓите гласови започнува да се намалува уште во раното детство. Според некои дури и од 2-годишна возраст, според други, да речеме, од 6-годишна, а сосема завршува за време на пубертетот. Во таа смисла, возрастните изучувачи веќе е речиси невозможно совршено да го усвојат изговорот на гласовите до степен на C2, се разбира со исклучок на некои вонредно надарени изучувачи. Разликите во изговорот на родените говорители со туѓојазичните говорители, но и разликите меѓу самите туѓојазични говорители делумно се должат на различните инвентари на фонемите во нивните јазици, како и на разликите во прозодијата и во акцентската шема.
Меѓутоа, голем број истражувања покажуваат дека постои друг, поопшт фактор, наречен артикулацијска база, која е својствена за секој јазик одделно. Во фонетиката, артикулацијска база, или уште викаме артикулацијско окружение, е основната вообичаена позиција или стандардната поставеност на артикулацијските органи на зборувачот кога тој се подготвува да зборува. Секој јазик има своја посебна артикулацијска база. Родените зборувачи на еден јазик имаат специфично комбинирање на позициите на артикулаторите, односно заедничка определена положба на јазикот, устните, вилицата, веројатно дури и на ресичката и гркланот, кога се подготвуваат да зборуваат. Оваа стандардна поставеност им овозможува поефикасно да ги произведат гласовите и прозодијата на мајчиниот јазик. Од тука некои јазици ги чувствуваме како поназализирани, повеларизирани или погутурални отколку други. Кај некои јазици, како кај шпанскиот, например, јазикот е поставен понапред во устната празнина, кај некој, како кај рускиот, поназад, за некоја специфична назализација, како што е, например, за американскиот англиски јазик и така натаму. Во таа смисла, главниот фактор што влијае врз усвојувањето на изговорот на странскиот јазик е секако способноста за препознавање, а потоа и за прифаќање на неговата артикулацијска база. Се предлага артикулацијската база да си ја замислиме како опрема за зборување еден јазик, различна за македонски, за англиски, за француски јазик и така натаму, зависно кој јазик го учиме. За време на наставата по изговор, првото нешто што изучувачот мора да го направи е да ја стави вистинската опрема пред да почне со вежбите за изговор. Првото сретнување на многумина со различна артикулацијска база од мајчината е при првиот контакт со артикулацијската база на литературниот јазик, која може да биде различна од дијалектната, како артикулацијска база нели на мајчиниот говор. Па така сведоци сме дека и кај некои родени зборувачи се уште се препознава артикулацијската база на дијалектот кога зборуваат на литературен јазик. Слично на тоа, сите имаме способност да препознаеме и дека странец зборува на нашиот мајчин јазик. Туѓојазичните зборувачи речиси веднаш се препознаваат по нивниот изговор, така нареченото зборување со акцент. А во многу случаи може да се препознае и оригиналниот прв јазик, односно на површината да исплива артикулацијската база на мајчиниот јазик. Способноста да се препознае сопствената и туѓојазичната артикулацијска база ја имаме сите ние, без оглед дали имаме фонетска наобразба или не. Така, например, дека се зборува на странски јазик препознаваме оддалеку, дури и без да ги слушнеме конкретните зборови. Исто, кога сме во странство пак, сопствената артикулацијска база, дека некој зборува на нашиот мајчин јазик, уште оддалеку ја фаќаме, како со радар, преку препознавањето на прозодијата, акцентот, интонацијата, ритмот на нашиот мајчин јазик. При учењето странски јазик, артикулацијската база дефинитивно представува еден од најголемите проблеми и се вели, кога два јазика сосема се разликуваат според артикулацијската база, не е можно комплетно да се овладее изговорот на едниот јазик со придржување кон артикулацијската база на другиот. Зборувањето странски јазик со артикулацијска база на мајчиниот јазик резултира со странски акцент, дури и кога индивидуалните гласови на туѓиот јазик се правилно усвоени. Затоа се препорачува изучувачите да слушаат настава кај родени говорители на јазикот што го учат, затоа што само кај нив ќе можат да ја перципираат соодветната артикулацијска база и да се обидат правилно да ја репродуцираат. Понатаму, следниот фактор за успешно совладување на изговорот се разбира, долготрајноста или количеството на време при користењето на странскиот јазик.
Тоа ги подразбира следниве предуслови. Колку време се користи јазикот, тоа е долготрајноста, колку често се користи јазикот, колку ексклузивно се користи јазикот, значи да не се зборува или барем помалку да се зборува на други јазици, и дали има можност да се престојува или да се живее во средина во која што се зборува тој јазик. Примената на што поголем број од овие предуслови во значителна мера ги зголемува шансите за приближување до изговорот на родените зборувачи. И последниот фактор, кој, иако е последен, веројатно и пресуден, е надареноста за освојување на туѓата артикулацијска база, така наречената надареност за јазици. Овој фактор не може да се надополни ниту со бројот на часови, ниту со количеството време. Едноставно, некои луѓе се природно надарени да ги произведат гласовите, акцентот и се вкупните фонетски специфики на туѓиот јазик, а некои не се. Така, например, за совршено да се освои морфологијата или синтаксата на еден странски јазик, потребно е да се помина доволен број граматички вежби и да се вежба јазикот во комуникацијата. Но дури и тогаш изговорот може да не е сосема усвоен. Понатаму, самото усвојување на фонемите на еден јазик не значи автоматски и совршен изговор. Па дури ни за македонскиот јазик, чиј правопис е базиран на фонетскиот принцип. Повторно постојат некои зборови каде што мора да се укаже на изговорот за тој да биде течен и правилен. Бројни се случаите кога зборувачот зборува со совршена граматичка правилност и со голем фонд зборови, но изговорот и акцентот покажуваат на првичната артикулацијска база. Во некои случаи дури не може ни да се разбере изговорот на некој зборувач. Зборовите се точни, граматиката е точна, но изговорот е толку неправилен што разбирањето е многу отежнато. Надареноста за јазици можеме да ја споредиме со надареноста за пеење. Некој што има дарба за пеење може да пее извонредно и без музичка наобразба. Исто како што оној што има дарба за јазици може да ги совлада и без настава. И обратно, ако некој не го бива за пеење, со доволна вежба, наобразба и упорност, ќе успее да испее добро, но никогаш не и совршено. И кои се фонетско-фонолошките специфики на кои мора да им се обрне внимание при изучувањето на македонскиот јазик како странски? Прво, во наставата по македонски јазик за странци, впрочем, како и при секоја настава по странски јазик, од голема помош би било доколку предавачот има некакви предзнаења за фонетско-фонолошката слика на мајчиниот јазик на кандидатот. Например, кои македонски гласови воопшто ги нема во тој јазик, кои гласови се изговараат различно, нијансите во изговорот, дали соседните гласови влијаат на изговорот на одреден глас, каков е карактерот на акцентот во тој јазик и слично. Не навлегувајќи во спецификите на различните туѓојазични артикулацијски бази кои влијаат врз усвојувањето на македонската фонетика и фонологија, можеме да определиме некои општи карактеристики битни за странските изучувачи на македонскиот јазик. Прво, при усвојувањето на македонските фонеми, најголемо внимание треба да им се обрне најчесто на африкатите. Ц, Дз, Ч, Дж, но исто така и на оклузивните Ќ, Ѓ, Љ и Њ. Овие гласови, сите или некои од нив, честопати не постојат во мајчиниот јазик на тој што учи, па нивниот изговор за него може да представува предизвик. Но и ликвидите Л и Р честопати знаат да бидат проблематични. Нив ги има речиси во сите јазици, но некаде со сличен, а некаде со доста различен изговор. Например, еден тип на Р има во англискиот јазик, друг во германскиот, малку поразлично Р има во францускиот, а во албанскиот јазик од двете Р ниту едното не е со ист изговор како македонското. Истото важи и за Л. Македонското Л е дентално-алвеоларен глас, кој се изговара со врвот на јазикот
и се разликува и од бугарското Л, билабијалното, и од српското, но и од средноевропското Л, кое е со помек изговор од македонското. Откако ќе се усвои изговорот на македонските фонеми во нивниот чист вид, треба да се премине кон усвојување на позицијската алофонија или комбинаторните алофони во македонскиот јазик. Ова особено важи за гласот Л, например, каде што треба да се укаже на неговото смекнување пред вокалите од преден ред и пред Ја. Во таа смисла треба да се провери дали правилно се изговара и така нареченото тврдо Л во окружение пред вокалите од заден ред, пред консонант и на крајот од зборот, лажица, лопата, лук, алка, цел, но и дали се изговара правилно комбинаторниот смекнат алофон кој се јавува пред вокалите од преден ред и пред Ја, како што се леп, лице, илјада. Слично, смекнување пред вокалите од преден ред во македонскиот јазик има уште кај два консонанта К и Г, па треба да се даваат примери каде што убаво ќе се види разликата меѓу К, Қ, смекнатото К и Չ, и Г, Г и Ѓ, во низи од типот кука, куки, куќи, лага, лаги, лаги и слично. Особено внимание треба да им се обрне на геминатите, како една од спецификите на македонскиот фонолошки систем. Бидејќи вокалските геминати честопати вршат дистинктивна функција во македонската фонологија и родените зборувачи ретко ги спојуваат во еден вокал, тоа треба и да се нагласи. Например, единствената разлика во изговорот меѓу третото лице едни на сегашно време, кај глаголите од А група, и третото лице множина минато определено несвршено време е едното наспрема двете А. Чита, читаа, игра, играа, слуша, слушаа. Или меѓу третото лице еднина и третото лице множина во минато определено свршено време кај А разделот. Прочита, прочитаа, слушна, слушнаа, издржа, издржаа и така натаму. Но вокалската геминација има дистинктивна функција и кај други зборови. Мало, маало, се, сее, ве, вее, носи, носи, суди, суди, пора, пора и слично. Важна е геминацијата на консонантите, особено кај префиксираните глаголи, каде што геминацијата повторно врши дистинктивна функција, но и кај други зборови. Например, подржи, држи. Кратко време, враце, наспрема, поддржи се согласува со некого ставови. Потура, подтура, разори, раззори, пролета, пролета и така натаму. Уште една од спецификите на македонскиот фонолошки систем е и слоготворноста на Р, која што за многумина може да биде тешка за усвојување. Повторно, од помош би било вежбањето со минимални парови, преку кој најдобро ќе се согледа разликата во изговорот на неслоготворното наспрема слоготворното Р во македонскиот јазик, например, прост, прст, кров, крв, порти, поарти и слично. Второ, странците што учат македонски јазик и го усвојуваат изговорот и пишаната форма на одреден збор онака како што им се предадени, представени, односно во нивната правилна форма. Од тука не треба да се нагласуваат примерите кои представуваат типични грешки за родените зборувачи на македонскиот јазик. Например, не треба да очекуваме кај еден странец да се појават грешки кои се дијалектно мотивирани или кои представуваат влијание од соседните словенски јазици. Например, доле или присуство, зашто се претпоставува дека кандидатот ќе ги научи овие зборови во нивната правилна форма долу присуство. Истото се однесува за акцентот, например. Не би требало да очекуваме од еден странец да акцентира, овој понеделник, ниту пак заедница,
зашто тој овие зборови уште на почетокот ќе ги усвои со правилниот третосложен акцент. Затоа нагласокот не треба да се става на грешките типични за родените зборувачи, а кои за странецот немаат никакво посебно значење. Но и обратното. Најголемо внимание треба да им се обрне на примерите кои не представуваат проблем за родените зборувачи, но се огромен проблем за странците. Тоа се гласовните промени, како што е случајот со непостојавите вокали и голем број други гласовни промени. За вежбањето на ваквиот тип зборови се препорачува во првата година од изучувањето на македонскиот јазик, да речеме да се обележува непостојаниот, односно подвижниот вокал и да биде подцртан, например, да биде подцртано А во добар, Е во странец, О во низок, краток и така натаму, за да се знае дека тие отпаѓаат во другите форми на тој збор. Трето, во однос на усвојувањето на акцентот и покрај тоа што македонскиот јазик е јазик со определен акцент, односно најголемиот број зборови од домашната лексика се акцентираат на третиот слог од крајот на зборот, сепак е добро во првата година од изучувањето на јазикот акцентот да биде напишан. Ова особено важи за клетичките изрази, со кои странските изучувачи на македонскиот јазик имаат најголеми проблеми. А особено тие би требало да бидат обележани со знак за акцент, но и со црта долу или со лакче, со што ќе се покаже дека двата збора потпаѓаат под еден акцент. Определениот акцент самиот по себе не е склон кон правење хомографски парови. Сепак во македонскиот јазик акцентот врши смисло разликувачка функција. Така, например, хомографи се појавуваат и кај домашните зборови, вечерава наспрема вечерава, годинава наспрема годинава, потоа примери од типот кугла на куглана, пила на пилана. Голем број хомографи се создаваат и кога ќе дојде до случајно поклопување кај домашен збор и зборот туѓо потекло, како што е кравата, кравата, простата, простата, пијано, пијано и така натаму. Но најзначајни се сепак хомографите кај проклетичките изрази, каде што различниот акцент укажува на значењето на изразот. Дали станува збор за прашање, кога дојде, или за временска реченица, кога дојде, например, веднаш се фати за работа. Кој дојде, наспрема кој дојде. Што рече, наспрема што рече. Да речеме девојката што рече дека ќе дојде нигде не. Хомографи представуваат и паровите со негација наспрема кратка заменска форма за прволице множина директен предмет и глагол. Тука во пишаната форма да се јавува надреден знак, но во говорената само акцентот го дава значењето. Например, не виде, речното наспрема не виде, во смисла нас, не гледа, не гледа, не сака, не сака и така натаму. Хомографи постојат и кај проклетичките изрази, составени од предлог и нечленувана именка, при што акцентот се префрла врз предлогот, кога е тој со своето основно пространствено значење, а не се префрла кога е со друго значење, например, заглава, се фати, наспрема заглава апче, или заглава повисок. За раце се држат, трем за раце. На тутун оди, на тутун мириса, од дрво слезе, падна, од дрво кутија, по глава гудри, по глава нашител и така натаму. Понатаму, иако различно се пишуваат одвоено и споено, со ист гласовен состав се и некои изрази со прв дел сврзник или предлог наспрема префиксиран збор. Например, изеде, имаме сврзник и глагол, наспрема изеде глагол. Тука конкретно еве буквално пример од студент со турски мајчин јазик, таа дојде, изеде се, сакајќи да каже дека дошла изела се вкупно се зела, изговорот излезе дека изела се. Такви има и други, и спие,
наспрема испие, поново, наспрема поново, постаро, наспрема постаро, помалку, наспрема помалку, потоа, наспрема потоа, затоа, наспрема затоа и така натаму. За хомографи ги сметаме и случаите на акцентогеност наспрема неакцентогеност. Такви се случаите, например, со сврзникот ако, условно, и ако допусно. Например, ако сакаш. Допусно наспрема ако сакаш, условно. Ако ме кане, не одам. Допусно наспрема ако ме канат, ќе одам, условно. Вакви хомографи се јавуваат и со општата заменка се, која е акцентоген збор наспрема повратната заменка се, која е клитика. Се изми, значи вкупно се измил, наспрема се измил себе си. Се среди, се среди. Се сакаат, наспрема се сакаат и така натаму. Хомографија има и со частиците за потврдување и одрекување да и не. Например, да, дојде, наспрема да дојде. Да, можам. Уште повеќе, или да можам, уште повеќе кај негацијата, например, не можам, е потврден израз, наспрема не можам, одречен израз. Не беше, наспрема не беше. И така натаму. Хомографите представуваат особен предизвик за странците кои го изучуваат македонскиот јазик, па затоа на овие прашања треба да им се обрне внимание со цел да се избегнат евентуалните недоразбирања. И да заклучиме. Фокусот на усвојувањето на странскиот јазик не треба да биде сведен исклучиво на лексиката, морфологијата и синтаксата, иако доволниот фонд на зборови секако ќе овозможи некаква комуникација, што е и основната цел на секој учен јазик. Но владењето со комуникацијата не значи само владење со речник. Вишата цел на учењето странски јазик е флуентноста, односно способноста на човекот со леснотија и течно да се изразува на странскиот јазик и при тоа истовремено со леснотија да биде разбиран од соговорниците. Тоа може да се постигне само со добар изговор. Од тука фонетско-фонолошките теми мора да представуваат интегрален дел кој континуирано ќе биде застапен во сите степени од наставата по македонски јазик како странски. Ви благодарам.